Почитувани мои, добар ден. Започнуваме со црвена линија. Славата се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација. Тоа е жилав обичај што ја оддржува традицијата. Никогаш славите биле скриени, домашни прослави, искрени во чествувањето на светците. До денеска славата се зема како статусен, неретко символ за политички напредок, како свеста за славата да е загубена, а се останати само ритуалните елементи. Етнолозите ги евидентирале промените во начинот на славење низ годините. Во минатото домаќините ги пречакувале гостите со храна што ја имале дома, а денес луѓето можат да си дозволат да имаат побогата софра. Па се слави во ресторани и кафеани, со шведски маси на кои има се и сешто. Порано на слава се одело, а денес се кани. Дали си ја почитуваме традицијата и дали новата религиозност е малку верување, а многу повеќе политика? Имаме и прашање кое што сакаме и очекуваме да го одговорите, доколку не заследите на Инстаграм, па ако не следите таму, заследите не од овој момент и секако кликнете на вашиот одговор. Прашањето на Инстаграм е следно: дали имате куќна слава? Имате две опции за одговор, не заборавајте, одговарате така што ќе кликнете на да ако е тоа вашиот одговор или пак на не ако е тоа вашиот одговор. Ќе пресметаме секако во проценти и ќе ги соопштиме резултатите како што и постојано правиме таму некаде пред рекламите. А во пресрет на најголемата православна и најпопуларна, слободно ќе кажам, најзастапена слава на Балканот, поточно и во соседството Србија и Крајна, Свети Никола, одлучивме во црвена линија токму за оваа традиција, обичаи, како се менуваат одбележувањето и прославувањето на славите низ годините, да проговориме токму со вас. Добро вечер. Ало, добро вечер, Тина. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав многу и до тебе. Да ти кажам најискрено, со темава ме подсетивте во некој минато време кога јас бев дете, па кај баба ми одевме на слава и кога ние дочекувавме гости кај баба ми, односно баба ми дочекуваше, па после тоа сите собрани, па одевме кај сите луѓе у село од прилика. Така, што викаш, не поканети, него така си одевме. Тоа беше толку нешто убаво. Сега се поремети, Тина, значи, која ќе слушнам јас веќе со години уназад, како тоа по ресторани се слави слава, не можам да го разберам, нели домашна слава е. Исто така, ова сега со коронава, па да ти кажам, како да си најдоа луѓето изговор, па корона, не викаме гости, нели не викавме за короната, ама сега си ја продолживме традицијата, па викаме, ај пак нема да викаме гости. Некако, уствари не се не викаат гости, него треба да ти отворена вратата. Сега некако сите се затворивме, Тина, некако се оддалечивме како луѓе, ништо не почитуваме, значи, не е битно што ќе има на маса, туку ќе се испотепаат на Фејсбук да ја сликаат масата, да се види што тоа јадење има, колку тој спремил и дали некој престиж, не ги разбирам луѓево навистина, едноставно од погачата да ти дадат едно залче. Дури мене ми се случи една пријателка, па не ми даде да пробам од погачата. Замисли, молим те, а колку сакав и попот да го видам и да ми дадеш едно залче од погачата. И сега толку станавме чудни, премногу чудни. Поздрав многу, Тина. Благодарам, драго ни е што ве имавме во црвена линија. Секако топло препорачуваме да продолжите да не следите, и ако сте прв гледач, односно гледачка со која што и ја започнавме оваа дискусија. Па еве да прашаме и дали имате куќна слава, дали никој од вас се подготвува за утре, секако да ја чествува можеби како куќна слава, Свети Никола, или пак еве сте поканети да одите, бидејќи во последно време се повеќе се кани на слава, а некогаш традицијата беше секако на слава да не се кани. Па те видиме еве каде се сочувани, можеби во местото од каде што се јавувате, зачувана е старата добра традиција на одбележување на куќна слава. Добро вечер. Ало, добро вечер. Голем поздрав до вас. Славите понапред се правиле на друг начин. Луѓето што имале дома тоа пренесувале, а сега славите почнаа да бидат по модарство. Најголема слава е Свети Никола,
повеќето од луѓето го слават Свети Никола затоа што се паѓа во зимските денови и за да се сближат еден со друг, одат си на слава. Сега мора да го викнеш човек за да дојде на слава, затоа што сега се спремат разни специјалитети кои секој не може да си ги дозволе. Тие што са сиромашните може да прекарат само со грашче и сарма и рибичка. А другите, богаташите, сега ги слават славите во хотели, во ресторани, во кафани, за дома да не се малтретират, да прават разни работи и да не готват дома, и тие си ги слават тамо славите. Кој си има пари, славите ги славе во кафаните. Кој нема, викне 2-3 луѓе, колку што може да му дозволе джепо и ја славе славата дома. Најважно е да се одржи традицијата. Славите да не се уништат и секој кој што си има слава. Ке подсетам, ние имаме 90 секунди секако за едно јавување. Имавајте на тајмерот, имајте го во предвид тоа, но секако дополнителни 90 секунди можете да добиете и доколку повторно го завртите нашиот телефонски број. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме со гледачот, може би гледачката. Добро вечер, во црвена линија сте. Добре, јас ќе искористам можноста секако тука во овој дел да подсетам од кога ќе ве превземат во режија, задолжително и намалете го целосно тонот на телевизорот. Тоа правило е исклучително важно да се почитува, за да немате впечаток дека не сте вклучени во програма, дека некој друг зборува наместо вас и уште полошо да не можеме ние подобро да се слушнеме. Ке подсетам и за останатите кои што нема да успеат или може би подобро се изразуваат на писмено преку коментари и споделувања. Секако можете да се вклучите во оваа денешна дискусија преку нашите социјални медиуми, Facebook Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, каде што ги објавуваме темите за вас. Продолжуваме, верувам дека сега подобро ќе се слушнеме и ќе имаме гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав до вас. Слава. Имате ли куќна слава или може би се подготвувате за утре? Имавме, меѓутоа, времењето така, дојде јас се одделив од селото до тука, татко ми почина, мајка ми се уште живо, царски дом и така натака. Сега, сакав само да кажам ова. Тоа е кафанска слава, они што слава, што се надпреварува, што се сликаат. Кучната слава е многу битна да го обележиш славата, па макар и со 20 луѓе, и комшија и пријател. И мислам, ова тема не би требало да се стави на телевизија, ради други работи, некои други да не дознаат какви сме. Мислам дека ќе се разбереме. А некои сите тие други го слава сите исто. Сите исто тоа го слава што ги слава. Малку треба тука, не би се сложил со оваа тема да е на телевизија. Тука си го малку продавам и православието. По моје. Ние зборуваме за традиција, значи нешто што е со векови. Епа традицијата дали сметате дека има големи промени во однос на славењето? Видете, традицијата е таа, за да се обележите славата, не е ништо странно со 20-3 луѓе да се викнете. Времењето се сменија. Тоа ми беше зборот или муабетот. Дали забележувате дека се повеќе станува како статусен символ, па и помодарство? Не може, кратко е времето да се објаснуваме за овие работи. Не би требало ова ипак во јавност да иде. Добро, благодарам, го цениме вашето мислење, но секако и дадовте одговори кои што ќе забележиме и секако ќе остане во меморијата дека според вас секако славата може да биде одбележана и во меѓу мал круг луѓе, меѓу најблиските, колку се можностите. Како и да ќе видиме што ќе кажат останатите гледачи. Денес Црвена линија има конкретни прашања. Пред се дали доволно си ја почитуваме традицијата, секако дали забележувате огромни разлики во однос на тоа како некогаш се одбележувале славите, како се одбележуваат денес.
И ќе видиме што ќе кажат сите останати. Добро вечер. Добро вечер. Во црвена линија сте, повелете. Еве нешто за славата. Понапред, во мое време, беше многу актуелно за славите. Се одеше многу. И тоа превише. Едни доаѓа, други искачат. Можда така беше традицијата. Едно време се намалија, се укинаа, не знам зошто. Луѓето се откажа од славите, а сега се враќа традицијата, пак се враќа. И ми е мерак што луѓето дома ја слават. Тоа е еден символ на куќа кој треба дома да се испоштува, а не во ресторани, кафани или што ја знам каде на други места. Според вас, зошто луѓето еве се одлучуваат куќна слава, мислам тој постои термин, да ја одбележуваат во рамки на ресторани, кафани? Дали имаме... Јас мислам дека повише се одлучуваат за дома, оти дома. Тоа е еден празник за куќа, за фамилијата дома, за куќа, и тука доаѓаат најблиските, братот, сестрата, керките, синчињата, внуците, кои се најблиски од фамилија. И мислам дека е најдобро и најубаво да се слави дома. Да се испоштува традицијата на куќа, поштувањето на празникот во таа куќа, а во не во ресторанот, тамо и во кафанот. Така, дали ви имате лично куќна слава, дали утре ќе одите на Свети Никола? Има мајка ми, вечер ќе одам кај брат ми, си ја продолжи традицијата. Така. Имав кај свекрва ми, ја зедоа други, али јас лично немам, имат син еден и син друг. Драго ни е многу што бевте дел од црвена линија, топло препорачуваме да останете со нас. Секако црвена линија нема да изостави и да им честита на сите оние кои што утре ќе ја одбележат, повторно ќе речам, па најмногу се слави во меѓу православните верници токму оваа слава Свети Никола. Ние ќе продолжиме понатаму со дискусијата, она што денеска сакаме од вас да дознаеме, дали сметате дека се уште ја негуваме и чуваме традицијата и какви промени забележувате вие лично со оглед на тоа што славите се одбележувале, куќните слави со векови наназад, како е денеска. Добро вечер. Добра вечер, Македонија. Добро вечер, господине Тале. Дали ви имате куќна слава, еве да прашаме? Да, мене ми е куќна слава зиме на Свети Ѓорги Победоносец на 9 декември. Така. И како летна, да речеме, слава, Балаклија, нели, петокот по Великден, нели. Датумот го менува, нели, во соодност со Великден. Пред се мило ми е што, ете, конечно, фала Богу на некој телевизија да видиш дека и религијата, Господ, се става, нели, како важна, значи, тема кај нашиот македонски библиски народ во библиска Македонија. И за мене како се празнува некоја слава. Прво, еве јас денеска, слава на Бога, бев во Битола. Го славевме денеска Свети Нектари Битолски, наш голем македонски светител, за кој веројатно 99% македонци не знаат ништо, а неговото свето тело е на Светагора, во Кареја. Таму се подвизувал. Сега, друга работа. Дали знаат нашите православни христијани дека главата на Свети Климент Охридски, нашиот, значи, патрон и голем светител, рамноапостолен Свети Климент Охридски е во до Бер градот, нели, Верија по грчки, во манастирот Свети Јован Крстител. Таму е главата и голема чест му прават и големи чуда се случуваат. Колку македонци одат секој викенд за Солун, а па колку биле на поклонение кај Свети Климент. Ајде малку да проговориме околу чествувањето, нели, одбележување на куќна слава, колку се изменија работите? Да кажам, ќе барам уште едно јавување. Се слави дома со молитва, со вера во Бога, не со лапачка, пијачка, кабги расправи, со молитва, со вера во Бога. Така, благодарам многу за одговорите. Продолжете и вие да не гледате. Добро вечер. Дали имаме некого на линија? Добро вечер. Јас ќе подсетам секако продолжете и доколку сакате нешто и да надополните, слободно тоа можете да го сторите и преку коментари и споделување на Facebook, црвена линија е нашиот профил,
како и профилот на Телма телевизија. Приоритет секогаш даваме на вклучувањата во живо, секако со цел да не чекате предолго. Внимавајте на тајмерот и особено на тоа да биде целосно намален тонот на телевизорот. Ајде сега малку една дискусија можеме и околу тоа се наметнува, бидејќи постоеше правило да слава не се кани. Многуми направат и заслуг, верувам дека верниците тоа го знаат и оние кои што имаат дома куќна слава. Така да на заслуг се кани, а на слава не се кани. Па еве колку ја почитуваме традицијата и дали правилно и онака како што некогаш се одбележуваа славите, го правиме и тоа денес. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер, се слушаме. Да, во црвена линија сте, повелете. Да ни е на помош Свети Никола. За многу години. За многу години. Јас се јавувам од село Добрушево, Битолско, и ми е куќна слава Свет Никола. То ми е светецо на куќата. На куќата. Нека ви е за многу години, нека ви е честита славата. За многу години. Традицијата си ја тераме исто, со риба, со сарма, со гравче, со масклинки. Си чекаме гости, пријатели. И е многу убаво. Еве колку кај вас е задржана онаа стара добра традиција и што забележувате, да речеме, каде што е покарактеристично можеби во големите урбани средини, да се менува истата во одбележувањето на славите, куќните слави? Па кај нас во селото се обележуваат сите куќни слави. Нема луѓе кои не слават. Така, традиционално како некогаш доаѓаат многу луѓе. Доаѓаат. Така. Па забележуват, верувам дека ве канеле на слава сте биле и вие гости не во своето место, па сметате ли дека се повеќе некако актуелно помодарство да куќната слава се одбележува во ресторан, кафеарна, како тоа го објаснуваат? Се во ресторан слава, тоа е поќе што слават имена, например Никола, така некои имена тие одат по кафани. Имен ден повеќе тоа е одбележува, така. Да, иначе куќните слави си ги славиме дома. Така, многу ни е драго, уште еднаш нека е за многу години да ни бидете живи и здрави и секако да продолжите да не гледате и активно да земате учество во секој издание на Црвена линија. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Многу слабо ве слушам. Јас ние веќе ве слушаме. Добро вечер. Дали е сега подобро? Благодарам. Многу слабо, во години се може душите да ми. Па добре, не дојдовте во Црвена линија, еве. Почнете, кои се вашите одговори на нашите прашања? Секој треба да има куќна слава, ме слушате? Да. Така, во периодот кога била Македонија под српска окупација меѓу двете војни, државата наложила да мора да прави слава. Народот, бидејќи била голема беда поради војните, се досетил па напишал на вратата на плакат: Славо славим, не да не, или округу своја породица. Малце комично, но вистина е тоа. Благодарам за времето. Среќен празник на сите што го стават Свети Никола. Благодарам ви, велиме и вама, еве што ни откривте како било никогаш во посвоениот и за време на војниот период, така да еве можевме од некој од гледачите како што е овој да слушнеме всушност како се славеле славите, па дури ете имало и плакати кои што всушност укажувале на тоа дека ќе се одбележува слава. Ајде да видиме дали сметате дека се уште се чуваат старите добри адети, традиција на прославување, одбележување на куќни слави. Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте, повелете. Здравие да имаш. Ви посакуваме и здравие и береке ти секако се најубаво. Така е. Во нормален свет така е. На тоа прашање, мојот одговор е најјаката партија и најдолготрајната партија е верата. Ама сега вера, секој вера има верува во нешто.
Верувањето не е само верата во Господ да веруваш, веруваш ти утре сабајле ќе станеш. Веруваш ти вечер ќе си легнеш во кревет, нема да спиеш на некоја ливада. Имате ли Значи, вие се е кухња верување. слава, еве да прашаме да ни откриете? Имате кухња слава? Да, имаме куќна слава, Свети Никола. Свети Никола, па нека вие за многу години. И тебе да ти е за многу години и таа и твоја слава, од сите слава е таа. Не е таа само моја. На сите слава е таа. Слава е таа, значи партија, Божја партија, најјака партија, црквата е. После црквата може овие само мишитатара да си играат партии што се политички. А ова е надвор од политиката, многу појака од политиката. А валда му е на тој човек што бил некогаш сега кажан Исус Христос, а Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Сега малку ќе ве пренесам онаму каде што имаме и гледачи кои што активно земаат учество во оваа црвена линија преку своите коментари. Црвена линија редовно на нашиот профил на Facebook. Темите за кои што зборуваме со вас ги објавуваме во форма на фотографија или анимација. Па еве денеска изгледаме вака на Facebook, а прашуваме дали имате кукна слава. Секако во однос на темата и она што ве прашуваме вас, Панче Паланков напишал: имајќи во предвид дека генерално македонскиот народ не чита Библија, сосем во рете секој да си прави како ќе му роди умот. Инаку да беше поинаку, да ја читаа Библијата и да веруваа што е запишано во неа, ќе знае дека за слава е достоен само Господ Исус Христос и никој друг. Затоа, знаејќи го сето тоа, нека се тера кој како знае. А ние ве прашуваме во црвена линија дали си ја почитуваме традицијата. Еве, денес ќе дозволиме, секако би сакале да ни откриете дали имате и своја кукна слава, дали забележувате низ годините, онака, бидејќи славите нели традиционално, низ годините се пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација. Некои дури се одлучуваат да си превземат па да имаат своја кукна слава. Еве, забележувате ли промени во обичаите, во адетите, бидејќи некако се добива впечаток дека се менува она што е адет и традиција, а се повеќе се мисли на богатството на трпезата и ако може трпезата да биде во некој ресторан или пак кафеана. Добро вечер. Добро вечер, дали имаме некого на линија? Добра вечер, Македонија, уште еднаш. Ако еве, нови 90 секунди. Ајде, кажете ми како е во Прилеп. Утре ќе одите на слава, прилепчани дали држат до својата традиција? Па секако да, Прилеп, според некои оци, нашава црква важи за најпобожен народ, години, децени наназад, најмногу има народ на богослужби. Сега, секој од нас треба да каже, кога славиш слава, дали ја кажуваш Оче наш кога се седнува на вечера, дали се разговара кого славиме, ако се слави вечервава и утре Свети Никола, кој бил тој, што правил, да се, ако не се знај, отвори интернет, отвори книга, прочите житие, тој да се спомни, така се слави и Господ и нашите молитвеници пред Бога, а не цела вечер ни Господ ќе го спомнат, ни ќе го спомнат ни Свети Никола, а славиме. Кого славите? Трбушката, лапачката, пијачката, то славиме. Значи се слави Бог и светителите. Кога се слави именден или слава, треба да се спомни за Господ. И се вака, че имам таа чест да ги испам тропорот на Свети Никола. Ако немој да прекините правило вери, образ кротости, воздржанија учителја јавит ја стаду твојему. Јаже веште истина, се го ради ја жале си смиренијем, високаја, ништетою богатаја, Оче свјаштено началниче. Благодарам многу, господине Тале. Еве, и вие низ песна го искажавте своето мислење. Драго ни е што се искористивте и нови 90 секунди во црвена линија. Останете со нас. Добро вечер. Здраво. Здраво. Дали имате кукња слава, еве и тоа да ни откриете? Не, јас сум окорели атеист, комунист, под ова, значи, од тоа ништо не
Па добро, поштувам тогаш луѓе. ајде да зборуваме за традиција. Забележувате ли дека се менуваат навиките во однос на традицијата? Значи, поштувам на луѓе што си веруваат у религија, не им оспоравам, немам ништо против тоа. Кој како мисли сака нека си функционира, нека си верува у што сака. Нели сите зборат еден Бог. Него ја денес кога да речеме бев кај некои религиозни луѓе, имав нека обавеза таму. Им кажувам делови од Библијата. Ако сакате да знаете, имам цела Библија прочитано од А до Ш, уште на мали ноз. У Библијата многу убаво све се пишува, ама не се спроведува. Јас сум сигурен, имам слушано од луѓе кои го читали и Коранот, дека и таму е многу убаво се опишано како треба да се проведува, ама се спроведува све погрешно. Нали гледате во Сирија, колкави масакри се направија баш по таа религиозна основа. Пази, едните и другите муслимани или исламисти, или како да ги речам, едни биле алавити, другите биле сунити, другите третите шиити, па некои подгрупа биле, па едните биле христијани, католици, другите православци, и Сирија отиде. Ке одите ли утре најве на Свети Никола? Малам? Утре ке одите ли некаде на Свети Никола? Па, имам идено, чисто за да не му скрша матер на човек, али за утре тешко. Тешко, имам некоја обавеза, не може. Имам обавеза друга. Драго, ние што секогаш имате време секако да бидете дел од Црвена линија. Благодарам и за вашите ставови и мислења, а продолжуваме понатаму да видиме останатите гледачи какви одговори ќе дадат на нашите прашања. Ние секако централно прашање е дали си ја почитуваме традицијата. Утре во пресрет на одбележување и чествување на Свети Никола, слава која што е една од најзастапените меѓу православните верници, секако со години векови наназад и се пренесува како и секоја куќна слава, нели од колено на колено, но еве дали забележувате дека се менуваат адетите, традициите, дали денеска се повеќе се кани, бидејќи некогаш на славите не се канело, туку кога било слава, нели пријателите, луѓето од местото знаеле дека стопаните имаат куќна слава, па доаѓале. Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Да, јас се јавам од Прилеп. Па како, еве, господин Атале рече дека прилепчани се држат до традицијата што се однесува до кукни. Ќе кажам, моето мислење од Тале го слушат ме. Сега, јас традиција и од татко ми, и од баба, и од дедо го славиме Свет Никола. Да, нека ви е за многу години. Да, фала, да бидете здрави и живи. Сега, што се случува? Го правам, јас, абето си го правам. Си варам гравче, сарма, риба, посна, маслинки, едно друго, сето ми е во ред. Али, јас не му верувам на свещениците. Дали ме разбирате? Ве слушаме. И еден пример ќе кажам. Да. На пример, ќе го онадам, што е, не можам и господин да го наречам во Битолска архиепископија Петар, не можам да му речам ни господин, ни ова, ни она. И ќе ги кажам и зошто. Јас, жедала ми почина, има 18 години. Од тие 18 години немам, не сакам да ми дојди свещеник дома да ми крсти вода, а црквата, манастирите си поштувам. А Петре ме осуди 4 години затвор. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Сега уште еднаш ќе повториме, нема да изоставиме, да ви посакаме да ви биде вечна славата и да ни останете во добро здравје. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер.
Добро, во меѓувреме додека имаме нели сигнал од горе дека имаме некој на линија, да не изоставиме да ги прочитаме и споделиме со вас и коментарите од гледачите кои што секако земаат учество во Црвена линија преку нашите социјални медиуми. Горан Чоков напишал: токму така се изгуби вистинската смисла за чествување на било кој светител или светителка. Во крајност па дури премногу се дава акцент на светителите, при што се заборава дека за сето тоа славата најголема му припаѓа на Севишниот Господ Исус Христос. Да му благодариме нему што ни дал такви урнеци во верата, како што еден од нив е Свети Николај епископ, Мириклински и чудотворец, а не Дедо Мраз. На помош за навек за многаја лета, Свети Никола. Дали доволно си ја почитуваме традицијата? Добро вечер. Ало, добро вечер, се слушаме? Одлично, повелете во Црвена линија. Драго ми е. За прв пат се јавам во ваша емисија и одма ве доби, веројатно късмет. Драго ни е, да не биде и последен пат. Добро. Би бил пресреќен да исто чекам слава од дедо од татко. Би бил пресреќен кога би створиле традиција да одиме во црква, а не традиција за дали на овој или на оној начин ќе ги чекаме гостите. Тоа нема врска со славата. Значи нема никаква добрина точка. Верувањето во Бога и чекањето на славата нема врска со ова што ние го правиме. Тоа е номинален христијанин. И до претходниот гледач не се верува во поповите. Не во нив, нема зашто верува. Христијанството е верба во Бога, а не во поповите или во владиците. Него само верба во Бога. Господ, Бог, Исус Христос, тој е мерна единица по кој што ние христијаните треба да се водиме. Нити свештеници, нити владици. Они си одговараат за себе. Ние за нас и за нашето верување. И доста со тие традиции, дали било грабче, тапче или чорбесто или не знам си какво. Не, тоа нема врска со слава. Слава е одење во црква. Секоја недела, секоја литургија, не само за Свети Никола. Благодарам, пријатно. Благодарам многу. Еве се надеваме дека нема да биде само овој пат, да ви имаме во Црвена линија и во некоја друга тема. Продолжуваме понатаму, можевте да слушнете палета од одговори и размислувања. Секако имаме се уште време да чуеме и останати одговори. Добро вечер. Добро вечер, убрава вечер. Најубава вечер и вам. Благодарам. Па вака, прво, значи, за утрешниот ден нека им е честит на сите тие кои што се вика Никола, Николина, Николче и така натака, да има добро здравје, долг живот и убаво да си ја помина славата. Кај мене, кај нас, значи, во мојата куќа се слави Кирил и Методи, се оди во црква, се чека гости, а не сум против тоа да немало готвење јатво оно. Значи, да, се посетува црквата, се посетуваат починатите, се оддава некое се признание, значи и после тоа се доаѓа дом. Но ние не каниме гости, сите тие кои што дошле лани и оваа година, значи се должни, ако се во можност, да дојдат. Да ги пречекаме, да ги угостиме, да си направиме муабет, да кажеме проблеми, веселби, радости, оно што не обкружува, оно што ни не прави, што се вика среќни, што не прави радосни, дали некој соженен, сомажен, не дај Боже некој отишол, значи, и така натака, значи, тоа е славата е тоа, да не се заборавиме, значи на некој начин, што се вика да продолжиме традицијата, да се гледаме, затоа што веќе почнаме да не одиме и да не ни идат и се заборавивме меѓу себе едни со други. А тоа е многу лошо, да речеме, значи, моето дете може да се сретне со прв братче тоа, ама не се зна, не дај Боже, може да се направи некоја несакана, да речеме, на некој настан. И затоа се овие слави, да се почитуваме, да се гледаме, да не се заборавиме. Благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Еве како и што извлековме од коментари на X платформата, некогашен Твитер, ќе почнеме со коментарот на Джиги Миги кој што напишал: кај нас имаш 300 кукни слави во 365 дена. Дали ќе може да им покажеме на гледачите како изгледа тоа? Добро, јас ќе продолжам со читање, па верувам, ете. Джеги Миги напишал, значи, кај нас имаш 300 кукни слави во 365 дена.
Секоја слава не е под 200 евра. Имаш раскошни маторски прослави, полуматурански, бесни први и секој друг роден ден и што уште не. Само овде се троши сулудо за сосема непотребни работи и сето тоа е ради што ќе речат луѓето. Нема поглупо. А ние ве прашуваме, порано на слава се одело, денес се кани. Дали си ја почитуваме традицијата, дали имате кукна слава, еве, дали може би сте меѓу оние кои што утре ќе одат на Свети Никола или пак самите ќе ја одбележите во рамките на својот дом. Добро вечер. Добро вечер. Во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Јас би се надоврзал на темава, многу е интересна. Дали новата религиозност е малку верување, многу повеќе политика. Ви слушаме. Видете вака, дали сте виделе вие некоја црква да донира за некој болно дете? А го бараат народот, влезете внатре во црквата, оставете, помолете се на Бога. Дали сте видели некој поп да даде на некој болно дете? Секогаш народот се собира преку донации, преку телефонски линии, не знам што таму. Никогаш црквата не одделила уште од време тако влеземе. Сега во новото сите гледат, ако можете да видите, сите се со джипови, сите се со нови коли. А во однос на кухните слави, еве, граѓаните според вас дали ја негуваат правилно традицијата, забораваат веќе на она како било, како ви се Кукна слава си е кукна слава. Кој како сака може да си ја прослави, може само во потесното семејство. Исто како и бадник. Некои кои се надвор од државата ќе си го прослават каде што се, со двајца, со тројца. Овие кои се дома во Македонија ќе си го прослават колку се дома. Имате ли вие кухна слава? Еве и тоа да прашаме. Имаме. Која е вашата кухна слава? Пресвета Богородица, успение на Пресвета Богородица. Нека ви и вам за многу години. Секако драго ние што ви имавме во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав и до вас. Во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Значи, религиозноста во однос на политиката апсолутно нема врска. Религиозноста е верување во Свевишниот, како да кажам. Значи, религијата е постоечка од векови наназад. Сакате и Исус, Мојсие, Муамед, Буда, сите тие, ако некој се бави со религија, ако сака да знае што е вистината на светот, на живењето, треба да прочита нешто од тоа, нека ги прочита, јас сум православен христијанин. Пишува таму дека 3 Божји заповести. Јас дори на моменти кои ќе чујам кој што зборува, викам ставете си еден лист хартија над зидот, сабајле кој ќе станете, да ги прочитате Божите заповести. Сите тие учења се филозофија, разбирате? Не е тоа е состојба на духот. Но секако еве традицијата во однос на одбележување на кухните слави. Ама видете, куќната слава е, како да речеме, на обележена традиција. Меѓутоа, не е работа да диеш од црква да запали свеќа, па после у продавницата твоја ги качува сцените, ме сваѓаш? Не е тоа состојба на религиозноста и на духот на човекот. Значи, не, далеку сме ние од тоа. Не е тоа, како да речем, класично верување во верата и така натаму. Меѓутоа, филозофијата на учење е многу важна. Прочитајте го христијани, православни Исус. Благодарам многу и вам за одговорите. Еве нешто малку хумористично, но такви се оние кои што секако ќе ги сретнете низ коментарите на X платформата. Кичеецот многу одамна, но нешто што се продолжува секако како традиција, вели јасна кукна слава кога сите се расправаат за политика. Па еве ви се чинили дека можеби на кукна слава каде што нели се одбележува кукњата слава, се случува понекогаш да тоа прирасне во многу кавги, да се занимари нели причината поради која што се дојдени собрани на нели трпезата. Па еве и дали верувате дека се одбележуваат се уште кукните слави во рамки на она што е од колено на колено и како традиција што се пренесува од генерација на генерација. Добро вечер.
Намалете го, ве молам, тонот на телевизорот. Најверојатно гледачот или гледачката не може да ме... Добро вечер, ве молам, намалете го тонот на телевизорот. Тонот на телевизорот е намален. Добро вечер. Одлично, повелете, ве слушаме. Па вака, јас не се согласувам со ова што е напишано новата религиозност. А досега имаме стара религиозност. Што ја сменивме ние религијата, а зборуваме за куќни слави. Во Македонија од кога има куќни слави? Не можам ја ова да го разберам што е напишано на екранот. Знаете што, ова е една символика, бидејќи се забележува огромна промена во однос на тоа како се одбележуваат кукните слави. Точно, дека во ресторани се слави неправилно. Така, токму на тоа мислиме кога мислиме на нова религиозност. Треба да прочитаме ние Библијата според Исус Христос. Затоа и свештениците, многумина свештениците погрешно не упатуваат во правилно славење на куќната слава. Имаме постни слави, имаме мрсни слави. И секој си ги слави како што сака. Не според тоа како што налага нашата религија, традиционална. Зборам, зошто тогаш веруваме ако не е традиционална? Од утре ќе одиме во друга религија, од задутре во друга. Значи, нашата религија треба да си ја негуваме. Како што нашите предци. Куќната слава е наследна. Не може ние по желба да си славиме што сакаме. Што славеле родителите на мојот сопруг, тоа ќе славам и јас. Во случај ако немале куќна слава, тогаш може да си одберам или како тоа иде според религиозниот закон со отварање на книгата кој... Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Еме уште еден коментар од X платформата. Елче Бајадирче има напишано: нас не беше слава на 4-ти пречиста, однесовме погача во црква, запаливме кандилце, се помоливме и толку. Добро вечер. Поштување, госпожа Тина. И до вас, дали имате куќна слава, еве да не откриете? Именден имам. Именден? Утре? Најпрво, нека ме стрекне слава на тие заслуги што го чекат вечер и утре Свети Никола. Куќна слава, јас именден. Доаѓат пријатели да се одбележи. Куќната слава се сложам со госпожата. Нека ви е вечно името. Еве како одбележуваат оние кои што им одите на куќна слава? Забележувате ли огромни промени? Тоа е традиција, забележувам со помалце луѓе. Пошто скапотијата дојде, се одрази на тоа. Ако сум одела и утре ќе одам, ако сум имало по 50-60 луѓе, верувајте, сите сови сега најблиските, не со канење, доаѓаат самите луѓе, свесни се ние трошоци, да не му прави со помалце. А политиката да замешаме. Нема веќе таа кај што се пеа песни и муабети и шали. Сега во секоја слава ќе се направат обреди, ќе се казни мора да се бистри политика. Мора да се бистри политика. А тие што зборат против славата, тие се неверници. Значи мора традицијата македонска да се одбележи. Еве утрешниот празник во Прилеп. Тоа е традиција со години. Нека се живи и здрави Прилепчани. Мора да се почитува традицијата и ќе се почитува. А тие што зборат вака и онака, све се те еретици што не... Благодарам многу за учеството, нека ви е вечно името секако, а еве во однос на она што го кажавте во Црвена линија, нешто наведум слично и од СК Маседон, кој што напишал: секоја убава прилика треба да се одбележи, кој колку може да си дозволи. На времето слави и слави се правеа поскромно, ама се пееше по цели ноќи. Па ајдеве да слушнеме дали има се уште одржување на таа традиција, дали може би никогаш иако многу поскромни стрпезите. Секако наславите многу гости, низ цел ден или можност, бидејќи наславите не се канеше, денеска се кани, така да еве забележувате ли огромни промени во однос на таквата традиција. Добро вечер. Забележувате ли огромни промени во однос на таквата традиција? Ве молам, добро вечер, намалете го тонот на телевизорот. Добро вечер, намалете го тонот на телевизорот. Ало. Ве слушаме, во Црвена линија сте.
не знам, не верувам дека гледачот ќе... Ете, тоа е она зашто јас постојано нели зборувам во црвена линија пред самиот почеток, пред да почнате нели да го вртите нашиот добро познат број 02307-005. Ве замолуваме еве и во минутите што остануваат до новите вклучувања, намалете го целосно тонот на телевизорот, јас и вие зборуваме преку телефонска слушалка. Добро вечер. Добро вечер, дали ме слуша гледачот, гледачката може би? Јас ќе продолжам со коментари, секако подобро е гледачите да слушнат што издвоивме од X платформата. Па добро вечер. Ало, добар вечер. Добро вечер, дали се слушаме добро? Ве слушам мало послабичко, но вие ме слушате? Да, одлично, повелете, продолжете. Видите, за многу години да е денов Свети Никола, да е напомош. За многу години да е. Нарочно на тие што го слава Свети Никола. Јас имам слава Свети Ѓоргија и ја почитувам традицијата, значи религиозната традиција ја почитувам. Не сум многу голем верски фанатик, но сепак верувам во Бога и се плашам од Бога, да ви кажам право една работа. Инаку, што се однесува до... Вие многу добро сте направиле темата ваша тука, што се рекле нова религиозност. А вистина е нова религиозност, зашто многу луѓе лажираат и блефираат. Го покажуваат својот статус, своето богатство, дека се некои нешто. Глумат. Интересна работа. Баш тие што не веруваа во комунистичка Југославија го украдија капиталот. И тие сега најповеќе ја упражняваат верата, како да речам. Тоа е целата работа. Има доста лицемерие во верувањето. Хубаво рече, ќе запали свеста, па ќе отиде таму, ќе украде нешто. Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Уште овој коментар, па потоа резултатите. Кафетин напишал: слава се прави за арно, за убаво, а не за тоа што ќе каже народот. Богатството не се мери во 200, 300, 500 евра, туку со полна куќа гости. Традиција на еден народ што се пренесува од татко на син е богатство. Да не биле вековните обичаи, немало да постои ни македонскиот народ. Драги мои, време е да видиме и како инстаграмџи одговорија на нашето прашање, дали имате куќна слава. Со да одговорија 60%, а со не одговорија 40%. Дојде времето да ги погледнеме рекламите, а потоа повторно во студио. Почитувани, благодарам што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Нема да изоставиме како редакција секако во пресрет на утрешниот ден, а тоа е Свети Никола слава, која што огромен број православни верници ќе ја одбележат како куќна, значи нека ви е за многу години и секако сите вие кои што сте Никола, Николија, нека ви е вечно името. А моите комши, кај нив е како поново, на слава канат, така велат, а сега и ненати кате канат гости. Каниме гости, секој ден е како на слава. Така да... Па, значи, ако е го слава, јас по правило треба не по канета да дојдам. Можеш. Ти можеш кога сакаш да дојдеш. Па сега кога ќе излагам, ќе остан. Па стално си во брзање ти, сега не се правда. Не, Нина ти има прашање, колишка. Ја сега приметив имаш некој праменче нешто, имаш некој пердувче. Да, ова е, ти не си толку млад, ова е, се навраќаме кон традицијата на 80-ти стајлингот. Всушност, годините и матичниот број ги ориентирам во стајлингот на 80-ти. Гледаш? Уствари штедам на фарба, еден прамен помалку. Или отвараш нова фарба за еден прамен. Може и обратно, нели? Ти на никогаш си била плава?
Јас? Па тоа е страшно. Значи, вака се малце незгодно јавно, ма ќе ти кажам. Значи, јас никако не може, колку и да сакам да бидам плава, од проста причина што сум како Нено, можеш да видиш. Добро. Значи, тоа на 2 минути кафе пиење, меланинот проработува и стануваме црни. Такво ми е влакното, не депигментира, а црвен ако сум, тогаш е уште поужасно. Ништо, па еве ваква што ми фали. Не, супер, 80-ти може. За малку ќе менуваме. Сакаш и медново ти фатило, ќе ти фати цела коса. Абе, ќе се смени, кај дај, не гледаш правилно. Океј, Тина, друг пат повеќе.